Почитувани, добар ден. Ова е неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за правда, господинот Блерин Беџети. Господине министре, и покрај сите направени реформи кои што се однесуваат на судството и во насока на зголемена ефикасност и независност и модернизација, се уште судството има лош имидж и многу малку доверба кај граѓаните. Каде вие ги лоцирате суштинските проблеми и веројатно во зависност од тоа можеме да очекуваме и кои мерки ќе ги преземате? Во судот се одлучува во постапките кај што скоро секогаш има две страни. Не скоро, него секогаш има две страни. И често пати ова го велам дека едната страна нема да биде задоволна и перцепцијата продолжува можеби да биде таква, но сведоци сме дека реформите никогаш не треба да застанат и затоа очекуваме и таа перцепција како што се менува пополека да продолжува, како што продолжуваат реформите, инвестициите во судството и перцепцијата да се движи во позитивна насока, како кај што имаме и показатели дека перцепцијата се движи кон подобро. На почетокот од диалогот на високо ниво кој што започнува меѓу Европската унија и Македонија, гледате ли на овој диалог како на еден зголемен притисок или веќе изголемена нервоза кај Европската унија што се однесува до една област која што се повторува во забелешките повеќе години наназад? Веќе констатиравме, диалогот го разбираме како партнерски однос, диалогот веќе подолго време се одржува во континуитет и во никој случај не треба да се разбира како притисок на Европската комисија, туку напротив, ќе повторам уште еднашка, како иста заложба и на комисијата и на владата. По однос на надградувањето на судскиот систем и немаме големи разлики. Скоро имаме слични и идентични ставови и тука очекуваме многу добра соработка и меѓусебно разбирање. Како вие, како министер, ќе придонесете да се тргне раката на политиката и на извршната власт од правосудниот систем? Со самиот факт што улогата на министерот за правда веќе е смената од парламентарното мнозинство во Собранието на Република Македонија, кај што веќе министерот за правда не е член во Советот на обвинители, истовремено е член, но без право на глас, тука се испраќа една јасна, недвосмислена порака дека е спротивното од ова што го рековте, дека нити и кон таа перцепција не сакаме да дадеме придонес за политизирање во ова исклучително важна, битна област. Овде мислам и на ставот, односно барањето на вашата партија да се применува бадентеровото мнозинство при донесувањето одлуки во Уставниот суд, како и при изборот во Судскиот совет. Факт е дека доаѓам од Демократската унија за интеграција и ставовите на ДУИ се јасни и транспарентни и јавни, се разбира. Тоа е ставот, но само сакам да напоменам дека и сега суди и јавни обвинители во судовите и јавните обвинителства кај што живеат припадници над 20% се бират според Бадентеровиот принцип и тоа е уставно начело за немајоризација и нема ништо спорно во тоа, туку напротив се потврдува дека добро функционира и зошто да не и во другите институции кои треба да се поведува. Значи и понатака останува како определба на ДУИ тој принцип. Ке го актуализирате повторно ова барање? Сепак Демократската унија за интеграција има своји органи, тела и која ќе се оцени дека треба, тоа останува и понатака. Објавивте дека се приближени ставовите
меѓу представниците на владата и Сдруженијето на новинарите на Македонија во диалогот кој што требаше да води кон декриминализација на клеветата. Очекувате, кои се новите информации најпрвин во врска со ова, затоа што од објавувањето на таа информација немаме ништо ново, и очекувате ли дека овој договор ќе добие поддршка во собранието? Се работи за постапка која е посложена и како што спомнавте, уште од самиот почеток се вклучени и Сдруженијето на новинари. Во Министерството за правда има работна група, се разбира доминантна улога ќе имат и искуствата од други земји, не само кај нас, а очигледно искуствата се различни и се надевам дека ако се најде решение и во собранието ќе има поддршка и битно е да се наведе дека волјата на владата постои. Со самиот факт што веќе представниците на владата, неколку министри и заменик премиер на владата е дебатирано, е разговарано со Сдруженијето на новинари, од кои и разговори произледе и констатацијата дека ќе оформиме работна група кај што ќе бидат директно вклучени. И се вклучени, со тоа сметам дека владата има волја, само треба да се најде усогласеност во законско решение. Добро, не е само тоа битно. Битно е тоа да се преточи во решение конкретно и тоа да се реализира. Се разбира и затоа се ангажираме и ние и Сдруженијето на новинарите и очекуваме исход. Кога? Па, како што реков, не е едноставен нити овој процес и не би било добро да се побрза до таа мера, а да се сгреши во постапка во чекор. Сепак напоменав дека ќе ги разгледаме и другите искуства, освен Уставот и законите на Република Македонија и меѓународни конвенции и договори се дел од нашето законодавство и треба многу внимателни да бидеме и во оваа област. Од друга страна, не е ли уште еден обид да се интервенира во слободата на изразување новиот предлог закон за странските дописништва? Напротив, се регулира една материја која по пропис од бивша СФРЈ и владата, Министерство за правда го достави предлогот до владата, ама никаква интенција немаше и нема во таа област. Ние сме разговарале и со многу пратеници кои доставиле и амандмани. Сме се обратиле со писмо и до експерти кои ќе се вклучат во понатамошните фази и буквално ништо нема од тоа што го спомнавте. Позитивното е што се уредува како материја. Уште еден битен проблем е авторитетот на Уставниот суд и односот на собранието кон законите кои што ги поништува. Што ќе направите вие еднаш поништените закони да не се донесуваат повторно во собранието и оваа институција да го зголеми својот авторитет, како и условите за работа? Јас нема да се впуштам во коментирање на изјаснувањата, бидејќи принципијално до сега го држам ставот дека не сакам да ги коментирам и одлуките и изјаснувањата на Уставниот суд и се трудам многу внимателно кон овој принцип да се издржам. Секако ние и се залагаме за подобрување на условите за работење на Уставниот суд и во иднина уште повеќе ќе се залагаме, бидејќи секоја година ние имаме повеќе можности за залагања. Секако најдобар аргумент мислам дека не е потребен со самиот факт што се гради посебна зграда за Уставниот суд. Значи се инвестира и во таа институција и во авторитетот на таа институција. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.